Можностите на дигиталната технологија денес како никогаш досега го доближуваат минатото и историјата како до археолозите, така и до обичните граѓани, кои може да се запознаат и да видат како низ историјата изгледале одредени локалитети и објекти. Со оваа технологија се реконструираат и цели населби како на пример Врбјанска чука кај Прилеп, најголемата неолитска населба во Македонија каде 8000 години пред нашата ера живееле едни од првите земјоделци на европските простори. Тука се откриени масивни градби, амбари, печки, места за мелење на житото. Денес можеме точно да видиме како изгледал животот тука пред околу 10 милениуми. Успеваме да ја знаеме целата, да речем, организација на населбата без воопшто да се искупува. Потоа од друга страна успеваме да направиме доследна реконструкција 3D анимации на она што го имаме откриено. Потоа со бројни други лабораториски анализи дигитални помагала успеваме да дознаеме што јаделе луѓето, точно кога живееле, како видна, да речем, материјали се користени во рамки на населбата и на градбите, нешто што претходно не беше познато. Со помош на модерните технологии се изврши и тродимензионално моделирање на 5 локалитети во Македонија од римскиот период: Скупи, Баргала, Хераклија, Виничко кале и доцно римско термалното лекувалиште кај Банско. Целта била да се добијат точни податоци за нив, затоа што имало неконзистентност во публикуваната документација за одредени градби и локалитети од овој период. За една градба имало повеќе планови кои меѓусебно не соодветствувале. Дополнително, како деривати од тридимензионалното моделирање, покрај оние сегменти кои што се потребни за анализирање и непосредно во научно-истражувачката работа, исто така добиваме и тридимензионални модели кои што се ставени слободно за користење на интернет, и тие тридимензионални модели можат да се користат во рамки на виртуелни тури, едукативни тури за пошироката јавност. Преку овие методи во иднина се планира рекогностирање на просторот на локалитетот Баба кај Прилеп, но исто така и да се изврши мапирање на потенцијалното културно наследство околу современиот град Прилеп. Со тоа нашето културно-историско богатство уште повеќе би се доближило до обичните граѓани.